много одговорна за се. Много учи, секогаш, ама баш секогаш има напишана домашна задача. Никогаш не е доценена на час. Баш затоа може би Иван и Горан секој ден на големиот одмор ја задеваат и ја прават тажда. Иван, врати ми го приборот! Ама врати ми го! Сега ќе ја кажам на наставничката. Ти нормален ли си? Знаеш ли колку боли? Доста ма плачка, ти се ма плачеш. Ај плачи да никога си може да се териш. Офлеле, раката ме боли. Ти си една тепачка, видиш што му направи на боли. Сега ќе видите вие идиоти едни, будали, ненормални. Никој не можеше да поверува дека Јована може да изговори такви зборови. Добре, Иван, стои на средината. Ама нешто, само ја го патер на врепчето. Това не е нешто, това е физичко малтретирање. А таа што ми видиш со гумата по окото? Да, и това е физичко насилство. Ама тие ме нарекуваа плачка и ми го фрлаа приборот. Слушайте вам, удирањето, плацањето, лечењето е физичко насилство. А пак секој навредување и смејување е вербално насилство. Наставниците, значи тие и физички и вербално ја нападнаа Јован, затоа таа го удри со гумата. Ова вашето е типично врсничко насилство. Наставничка, а какво е това физичко насилство? Това е насилство што се случува во училиштето, во училишниот двор, во ходниците и патат кон дома. Да, Иван и Горан се токму такви наставнички. А што треба да направи што трпат насилство? Да не мовчат. Или да каже на наставничката, или да каже на родителите. Тогаш ќе знаат дека си храбар. Па како да спречам постојано да ме задеваат? Секоја во скедови и брошура ненасилна училница. Гледайте ги, а следната недела ќе почнеме со работилници. Да, има совети како да се спречи насилството, а опишани си ја насилниците, за полесно да ги препознаеме. Но најважно се пишува дека треба веднаш да реагираме, за да не им дозволиме да станат уште посилни. И никогаш, ама баш никогаш, да не им вреќаме со иста мерка, затоа што видовте дека насилството раѓа насилство. Ние сме ненасилна училница.